Му порачуваме на Зоран Заев, доколку не преземе мерки сега 2019 да му дадеме шанса, тогаш ние ќе се вртиме кај ВМРО, ќе го побараме ВМРО, Мицковски, ние албанците ќе го побараме ВМРО. Бранко влезе, го затвори еднашка пазарот. Па после влезе Груевски, го слободи малце и дојде овој, пак истото на Бранко што го направи, исто и овој го прави, на друг начин малце, на курнаски, што викат. Што му порачувате на Заев и на власта? На Заев му порачуваме тоа кој идеше пред избориве, која бараше глас, ние која му дадовме глас. Највише албанците го гласа. Од албанците влезе он у парламент. Тука што седи тоа столица, од нас, зашто ние му веруваме многу. Еве вкупниот износ на тезга 7050. Од тие 7050, 18% значи оди во управа за јавни приходи, 1075, значи пута 12 помножете, на сето тоа уште 9000 на крајот на годината плаќаме данок. Значи тоа доаѓа 22.000 од тезга. Значи државата сака да се откаже од сите тие пари, а рачуете колку тезги се вкупен број на тезги, значи од кои причини јас не знам. Едва екзистираме. Јас сум пензионер со некоја минимална пензија, значи излегувам на пазар нешто да заработиме. Значи честно си го заработиме левот. Државата од кои причини сака да ни сврли, јас не го разбирам тоа. Лиценци нема лиценци. Да не се излажат за тоа, ичи, опште. Не може тоа, опште, никад. Ќе работиме како што работиме до сега. Да, наш пазар, ќе платиме све што треба, тезги, тие работи, све. Кажите како ќе останам јас од 40 години, што идам 4 дена без сефте дома, а тој што дошол сега, а не сум под никаков терет на држава. Ни социјално, ни едно, ни друго, жена без работа. Заработувам, се трудам самиот да си го заработам парчето леп. Јас сум 59 години. Што ми вреди ја уште година, две ако издржам на пазар? Што ми вреди мене тој стаж ја да го плаќам? И од кај да го плаќам? Видете, колку сум се облекол. Гледате? Од овој суд. Ја треба од кожа да искочам, не можам да го издржам тоа. Все.